На 8 мај во основните училишта во општина Кочани ќе почне запишувањето правачиња за учебната 2023-2024 година. Според законските одредби, обврска на сите родители е во прво одделение да ги запишат децата што до крајот на оваа календарска година ќе наполнат 6 години, односно сите кои се родени во 2017-та. Детето може да се запише во прво одделение и доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната година, но потребно е претходно барање од родителите, односно старателите, и добиено мислење од стручните служби во училиштето. Во салата за состаноци на општина Кочани, градоначалникот Лјупчо Папазов остварил средба со директорите и училишните педагози од основните училишта во врска со престојниот упис на правачињата. Согласно реонизацијата, потребно е секој родител да се јави за упис во училиштето во кое согласно реонот припаѓа неговото дете, од каде што воедно родителите ќе добијат и покана. Оние родители пак кои нема да добијат покана, треба да се јават во најблиското училиште, согласно местото на живење во текот на месец мај годинава. За да ги запишат своите деца во прво одделение, родителите треба да понесат извод од матичната книга на ученикот, државјанство доколку учениците се родени во странство, копија од лична карта на родителот, потврди за примени задолжителни вакцини и стоматолошки прегледи што ги издава Општата болница од Кочани, како и потврда за направен офталмолошки преглед, односно преглед кај очен лекар. При запишувањето на дете со попреченост во прво одделение, родителот треба да достави и мислење, односно функционален профил од Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка, според МКФ, меѓународната класификација на функционирање попреченост и здравје. За сега не може со сигурно да се каже колкав број правачиња ќе се запишат во основните училишта во Кочани, односно дали ќе има намалување во споредба со минатата година, кога бројката стигна над 320 правачиња. Причина за тоа е што досегашните искуства покажуваат оти разликата меѓу податоците од матичните служби, Министерството за внатрешни работи и одделот за вакцинации, најверојатно е поради тоа што извесен број семејства живеат надвор од подрачјето на општина Кочани, односно се одселиле во странство. Сепак и покрај таквата состојба се планира и за наредната учебна година во 5 основни училишта да се формираат 19 паралелки со правачиња. Основното училиште Никола Карев е прво во општина Кочани, во кое од наредната учебна година италијанскиот јазик ќе биде изборен предмет за учениците од 6-то одделение. На првата промотивна работилница, што се организираше во соработка со јазичниот центар Амичи од Кочани, на учениците им беа представени италијанската култура, традиција, обичаи и храна. Имаше и воведно предавање за историјатот на италијанскиот јазик. Сакаме на дечињето од 5 одделение да ја понудиме повеќе можности, а исто така тоа ќе биде новитет за нашето училиште, да можат во како јазици кои што ќе ги изучуваат во 6 одделение, да може да го изберат и италијанскиот јазик, бидејќи сметаме дека јазиците се богатство на да го знаете јазикот и повеќе јазици е богатство во 21 век. Решивме со Центарот за јазици Амичи да направиме една работилница, да ги доближиме дечињата до италијанскиот јазик преку разни начини. Ова е прва работилница и сега најпрво ќе запознат со италијанската култура и храна, кои што сами ќе ја изработуваат, ќе бидат презентирани и ќе гостираат, односно ќе ја пробаат самите ученици денеска. Ова е прво училиште, нашето училиште е прво училиште кој прави ваква соработка со еден центар за странски јазици и прва работилница за еден друг јазик, освен англискиот и германскиот, кој што ги има и во сите други училишта. Се надеваме дека како новитет ќе го внесеме овде во градот и дека другите училишта ќе го следат нашиот пример, се со цел да ја дозволиме на нашите дечиња да имаат поголем избор на јазици кои сакаат и може да ги изучуваат, а со тоа да го збогатиме нивното знаење и ние како училиште да бидеме дел од тој процес кој што ќе помогне во иднина. Од јазичниот центар Амичи истакнаа дека изучувањето на италијанскиот јазик предизвикува се поголем интерес меѓу младите, а очекуваат примерот на основното училиште Никола Карев да го следат и другите образовни институции. Согласност за воведување на италијанскиот како изборен предмет во основните училишта неодамна даде и Советот на општина Кочани. Популаризацијата и интересот за италијанскиот јазик се образложува со големиот број наши граѓани кои живеат и работат во Италија, поради што, заедно со англискиот, тој станува еден од најчесто користените јазици во источниот регион од нашата држава.
Општина Кочани планира да потроши околу 420.000 денари за да ги реконструира повеќенаменските спортски игралишта, изградени на неколку локации во градот и дел од населените места. Со парите се планира да се замени заштитната мрежа на површина од околу 300 метри квадратни и на нејзино место да се постави мрежеста арматура. Исто така ќе се набават и поправат кошаркарски табли и обрачи, ќе се санираат искршени метални стативи, ќе се поправаат лулашките, клацкалките и другите реквизити во детските забавни игралишта. Рокот на тендерската постапка е веќе објавен, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до 4 мај. По изборот на давателот на услугата се очекува да започне реконструкцијата, која треба да трае околу 2 месеца. Оштетувањата на терените и на мултинаменските игралишта не се големи, но на некои го оневозможуваат нормалното користење. На територијата на општина Кочани има 10 мултинаменски спортски игралишта, од кои дел се во рамки на училиштата, а другите на јавни простори, ставени на располагање на граѓаните. Оштетување на урбаната опрема и на реквизитите е забележана кај сите, но во различен обем. Кај некои има мали недостатоци што лесно може да се отстранат, додека кај дел, како што е игралиштето во Колерски гробишта, оштетувањата се пообемни и неопходен е поголем ангажман и повеќе средства за поправка. Александра Стојанова, ученичка во 9-то одделение од Основното училиште Раде Кратовче, освои најмногу поени на општинскиот надпревар Млади библиотекари. Надпреварот го организираше библиотеката Искра, а Стојанова се стекна со право да ги представува основните училишта од општина Кочани на државниот надпревар. Надпреварувањето Млади библиотекари се организира со цел да се промовира библиотекарската дејност, како и да се популаризира читањето книги меѓу младите. Учесниците на надпреварот на тестот имаат 20 прашања со можност за одговарање од околу 1 час и освојување максимални 100 поени. Комисијата, составени од вработени во библиотеката, констатираше дека 2 ученички имаат ист број бодови, поради што следеше дополнително тестирање. На овој надпревар учествуваа 11 надпреварувачи од сите основни училишта во општината, од училиштето Крсте Петков Мисирков, од Оризари. На учениците надпреварувачи им беа доделени прирачници од кои се подготвуваа на надпреварот. Прво наградениот ученик има право да учествува на републичкиот надпревар, а оваа година републичкиот надпревар ќе се одржи на 12 мај 23 година во библиотека Искра во Кочани. Александра Стојанова го освои првото место пред Ева Јованова од Основното училиште Никола Карев и Јана Крстева од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Во наредниот период, со подршка од вработените во библиотеката, таа ќе се подготвува за државниот надпревар, од кој се очекува одлични резултати. Државниот надпревар Млади библиотекари ќе се одржи на 12 мај во Кочани, а домакин повторно ќе биде Општинската библиотека Искра. Временската состојба во источниот регион во државата и во наредните 2 дена ќе остане нестабилна и проследена со обилни врнежи од дожд и силен ветер, предупредуваат метеоролозите. Во понеделникот попладне подрачјето го зафати силно невреме со грмотевици, врнежи и ветер, што за среќа предизвика само мали материјални штети и краткотрајни прекини на електричната енергија. Обилниот дожд им создаде проблеми на возачите во нормалното функционирање на сообраќајот, а прекинати беа и активностите на земјоделците во подготовките за предстојната сејба на оризот. Сепак, оризопроизводителите истакнуваат дека врнежите се добродојдени за полнење на акумулациите и обезбедување дополнителни количини вода за наводнување во текот на летниот период. Според известувањето од Управата за хидрометеоролошки работи, нестабилното време со врнежи ќе продолжи и во наредните 2 дена. Веќе од викендот и за првомајското празнување се очекува подобрување на состојбата и пораст на дневните температури.